Добар ден, драги ученици! Се наоѓаме во училница на часот по природни науки за трето оделение. Јас сум оделенски наставник Маја Попарсова од Општинското основно училиште Браќа Милодиновци во Куманово. Наставната содржина што денес ќе обработуваме е групирање на растенија. Кои се целите на часот кој треба да го усвоиме? Да се запознаете со различни видови на растенија, да ги осознаете карактеристиките на растенијата и користа од нив, да ги препознавате и класифицирате растенијата, да развивате правилен однос кон растенијата и природата, и стекнатите знаења да ги применувате во секојдневниот живот. Кога ќе кажеме растенија, повеќето од нас помислуваме на дрвјата и цвеќињата. Но светот на растенијата е многу различен. Растенијата се разликуваат по големина, по изглед, форма, боја. Например, дрво храст, убава роза и обична трева. Се тоа се растенија. Дрвјата, тревата и растенијата што цветаат имаат различни корени, стебла, листови и цветови. Растенијата живеат насекаде околу нас. Ги има во шумите, во градините, во нивите, во дворовите, во парковите, на ливадите, покрај вода, во нашите домови. Растенијата кои ги одгледува човекот се викаат култивирани растенија. Нив човекот ги сади, се грижи за нив додека растат. Им обезбедува плодна почва, така што ја копа и ѓубри. Ја наводнува кога во природата нема доволно вода. Ги штити растенијата од штетници и болести. Човекот ги одгледува растенијата, затоа што има голема полза или корист од нив. Растенијата кои ги одгледува човекот растат на нивите, во овоштарниците, во зеленчуковите градини, во градините. Растенијата кои растат на нивите ги викаме житни растенија. Најмногу се одгледува пченици и пченка, рж, овес, јачмен, сончоглед, шеќерна репка. Луѓето ги одгледуваат затоа што ги користат во исхраната, но и со нив хранат и домашни животни. Сончогледот и шеќерната репка се одгледуваат и потоа се преработуваат во фабриките. Од нив се добива масло за јадење од сончогледот и шеќер од шеќерната репка. Овошјето се одгледува во овоштарниците. Овошните плодови се многу здрави и вкусни, богати со витамини, па ги користиме во секојдневната исхрана. Растат на дрво, жбун или ниско по земјата. Да наброиме некои видови овошја. Јаболки, круши, сливи, праски, вишни, малини, капини, рибизли, банани, портокали, лимони, киви, калинки, дуњи, мандарини, цитрони. Зеленчукот се одгледува во зеленчуковите градини, на нивите и пластениците. Исто така е многу здрав за јадење и се користи секојдневно во исхраната. Човекот обезбедува услови потребни за растенијата да растат и имаат здрави и вкусни плодови. Еве ќе наброиме неколку видови зеленчук кои треба секојдневно да ги користиме на нашата трпеза. Зелка, морков, кромит, лук, патлиџан, пиперка, модар патлиџан, тиквички, краставици, целер, компир, марула, црвена зелка, карфил, брокула, спанаќ. Растенијата кои не ги одгледува човекот и растат сами се викаат диви растенија. Тие сами никнуваат од земјата и растат. Ги има во шумите, во парковите, ливадите, покрај реките, езерата. Дрвјата
се едни од најраспространетите видови растенија. Имаат цврсто и дебело стебло, дебела кора, обично во кафеева боја. Најмногу ги има во шумите. Дрвјата ги делиме на листопадни и зимзелени дрвја. Листопадните се оние на кои во есен листовите им паѓаат. Тоа се липа, бука, храст. А дрвјата на кои не паѓаат листовите во зима се зимзелени дрвја. Тоа се бор, елка, смрека. Тие и во зима остануваат зелени. Лековити растенија. Многу одамна човекот ги запознал и почнал да ги употребува лековитите растенија. Тие содржат лековити состојки кои лечат и ублажуваат некои болести. Нив ги има насекаде. Во полињата, ливадите, шумите, на планините, покрај патиштата и така натаму. Човекот ги собира, ги суши и ги употребува како лековити чаеви, како облоги за телото и така натаму. Кај некои растенија, лековитите состојки ги има само во некои делови на растенијето. Затоа, при собирањето на некои растенија се собираат само цветови од други корени, од некои листови или пак плодови. Камилицата, во средина на оваа билка цветот е жолт и има бели цветни ливчиња. Има многу пријатен мирис, а чајот од камилица е вкусен за пиење. Се препорачува против болки во стомакот, за дезинфекција на устата и очите, за облоги на очите и очните и отоците. Питомо нане, тоа е зелено растение со сини цветови. Нането има пријатна миризба, од сувите листови и цветови се прават чаеви против диареја, чаеви за смирување на главоболка и други болки кои ги имаат луѓето. Кантарионот е зелено растение со жолти цветови. Од цветовите заедно со врвовите на стеблото се прават чаеви против болки во желудникот. А луѓето кантарионот го ставаат во масло за да стои, а потоа ги лечат раните. Бел и црн слез. Имаат исправено стебло со бели и розови листови. Од белиот слез лековити се коренот, листот и цветот, а од црниот слез листовите и цветовите. Нивните чаеви се користат против кашлање и болки во грлото. Глог. Глогот е грмушесто дрвенесто растение со бели цветови и црвени плодови. Цветовите или плодовите се користат за правење чаеви против крвниот притисок и за нормална работа на срцето. Покрај овие споменати лековити растенија, има уште многу други видови кои многу често се употребуваат. Но иако ги познаваме лековитите растенија, ние сепак не треба да претераме во нивното користење и секогаш кога користиме да побараме совет и од лекар. Растенија кои ги среќаваме во мочуриштата, барите и езерата се трски, лотосов цвет, алги. Растенија во пустина. Растенија кои спеваат во пустински предели се кактуси и пустински палми. Тие преживуваат со пивање на вода. Кактусите имаат дебела, зелена површина и таа не дозволува водата да испари од растенијето. Игличките што се наоѓаат на нивните тела ги спречуваат животните да ги земаат како храна, а нивните корења се долги и се широко распространети во длабочината на почвата каде што растат, за да можат да пијат повеќе вода кога врнее. Занимливости. Ендемични видови растенија. Ендемичните видови растенија живеат само во една географска област или тип на живеалиште и ги нема никаде на друго место. Сите ендемити се исклучително интересни видови
кои се прилагодени на условите на средината каде обстануваат. Во нашава држава има дури 120 ендемични вида. Во нашата држава познат ендемичен вид на растение е меурестиот козинец. Ендемични видови се развиваат само на едно подрачје и треба да се внимава човекот со своите активности да не предизвика појави кои би го нарушиле неговиот раст и развој. Поточно, треба да се внимава да не се уништи живеалиштето каде се развива, да не се предизвикуваат пожари, да не се откопува и да не се ништи самото растение. Моликата или македонскиот бор, петигличаст бор, дрво што го има на планините во Македонија. Моликата е символ на националниот парк Пелистер на планината Баба. Моликата е популарно украсно дрво по парковите и големите градини, давајќи постојан и бавен раст на најразлични терени. Многу е отпорна на големи студови, најмалку до минус 45 степени Целзиусови, како и на ветер. Меѓу боровите се класификува како бел бор и како и сите борови, листовите и гличките стојат во фасцикли снопови од 5, со менлива обвивка. Долги се од 6 до 11 центиметри. Шишарките на моликата во должина се од 8 до 16 центиметри, а понекогаш достигнуваат и до 20 центиметри. Семињата се долги 6 до 7 милиметри, со крилца од 2 сантиметри кои можат да летаат со ветрот, но нив најчесто ги разнесува птицата лешникарка. За домашна работа, драги ученици, може да направите да изработите албум со слики со растенија од нашата околина. Кој сака од вас може да ги гледа и следниве линкови за ендемични видови растенија и да научи нешто повеќе. Еко пораки. Не ги уништувај природните живеалишта на растенијата. Избегнувај хемиски ѓубрива и пестициди. Засадувај нови растенија и дрвја во локалната средина. Поддржувај органско производство на растенијата. Не ги сечи или пали дрвјата. Ако се сакаш сами од себе си и тие околу тебе, чувај ја природата и растенијата. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.